Се наоѓаме во просториите каде што се уште активно функционира Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски од Скопје, кое што оваа година одбележува голем јубилеј 80 години постоење. А во продолжение ќе имам чест да поразговарам со дел од ветераните и представниците на златната генерација на ЖК Владо Тасевски, кои што го афирмира и промовира македонскиот фолклор насекаде ширум светот, а се добитници и носители на престижното признание Златен Гердан, кој што го имаат освоено во Дижон во 1959 година. Најпрво разговорот ќе го започнам со господинот Никола Нешовски, кој што бил учесник на овој настан во Дижон и на многобројните останати гостувања и турнеи на ЖК Владо Тасевски, патем и член на Танец во подоснежните години. Пред се честитки за 80 годишниот јубилеј кој што го одбележувате годинава, а ете како дел од таа златна генерација на ЖК Владо Тасевски, сигурна сум дека се уште во најубави спомени ги чувате тие златни години кога друштвото успеа да го достигне врвот и да го освои Златниот Гердан во Дижон. Да, се уште живи си сеќавањата на тие години. Навистина беа златни години, бидејќи јас сум сега веќе во потминати години, али тој период ми се чини дека беа најбавите години на Железничко културно-уметничко друштво Владо Тасевски. Колку години имавте вие кога се зачленивте во ЖК Владо Тасевски и колку години имавте кога бевте во Дижон? Па јас во Владо Тасевски станав член 1956 година. Токаш завршив 8 одделение, значи бев прва година гимназија и уште во Браќа Младинови, во Смолетка, уште 5-6 одделение ние формиравме, беше формирана игровна група и сите после завршено 8 одделение стапивме во Владо Тасевски, која тогаш се наоѓаше во старата железничка станица, многу убави простори имаше. И од 56 година до 1960 година бев член, редовен член на Владо Тасевски. Така да бев 2 години во Мирче Ацев, имавме тука исто огромни услови. А после 62 ме поканија во Танец. Тамо поминав 3 години како професионален играорец и благодарение на Танец можам да кажам завршив факултет, веќе немав стипендија. Убави години. Благодарение на Танец, па 65 година добив покана во Америка да давам часови на наши игри, така да поминав незаборавни 6 месеца, 2 пати прокрстарев од град до град, од Њујорк, Сан Франциско и назад. И за мене беше тоа едно големо искуство. Јас сум благодарен. И ден денес членуваме управа, сме заедно со колегата, со Никола Черепалковски, сме во надзорен одбор во управата на друштвото на Владо Тасевски. Речи, 1958 година за прв пат бевме во Полска, не знам дали Југославија, али од Македонија беше прво друштво фолклорно кој гостуваше во странство. Тоа се незаборавни денови, бидејќи ние имавме размена со Железничко културно-уметничко друштво од Варшава. Прво ние гостувавме во Полска, па следно го они дојдоа во Македонија и тие времења бе на висина, бидејќи нешто беше друштвото, како да кажам, јако, услови добри имавме. Денеска е незамисливо. Ние одевме со спавачи коли, верувате? Скопје, Белград, Варшава. Со воз. Со воз, одење, враќање. За Франција исто, со спавачи коли. И каде ние одевме, они стоева вагоните, па продолжававме така. Инако, уште ова ќе кажам, имавме многу добра управа тогаш. Многу добра управа. Беа директори, помошни директори, раководители од железницата, македонски железници, кои беа активни. Ние сварно
проби државме 3 пати неделно, понеделник, среда, петок. Од 6 до 8, 8:30, значи редовно сме никако осастување. Редовно сме биле на проби и интересен момент, сега ќе ви кажам нешто. Кога одевме за Полска, летно време се спреаме, прв пат у иностранство. Тогаш немаше пасоши индивидуални, него идеме со колективни пасоши. И на пасоше, кога славиме 60 години, ги најдеме тогашниот секретар Јовица, да му е лесна земја, направи се, го нашол и пасошот тој. И вика Никола Нешов џак. Ѓорѓе Пупкаковски џак. Српско-македонски што таму. Ученици сите. Ученици, студенти, има така да. Иначе, ние кога дојдовме во Владотасевски, беме околу 12 души. Меѓу првите што дојдоме 5-6 души не задржаа, веќе постоеше група мажи, жени, мислам девојки, мажи, постари, играоци, играорки, и нас не прифатија како деца. Бевме атрактивни. Меѓу овие постарите играоци, иначе имам брат постар, 7 години од мене Иван, кој беше член на Владотасевски од првата генерација, после 45 година. Може, поред него ја го засака фолклорот, така да. Инако еден од членот од старата група беше и почитуваниот, веќе починат наш другар Фаик Абди, кој беше стварно еден, како да кажам, и добар играорец, и добар другар. Он гимназија заврши, што баше гимназија, и ја таму го запознав. И бевме стварно пријатели со години така. И господинот Никола Черепналковски е дел од таа златна генерација на жукут Владо Тасевски, која се закити со златниот Гердан од Дижон. На колку години вие станавте член на жукут Владо Тасевски и од каде во тој период толку многу таленти кои што го негуваа фолклорот и беа играорци или дел од оркестар? Па мојата кариера фолклорна почна од негде 10-та година моја, од 10 до 20 години, 10 години. Инаку Владо Тасевски има една постара генерација, а мојата генерација е негде од 53 до 63 година. Таа генерација дојде од пионерскиот дом Карпуш, она барокна куќа после Илденска, кај што почна да се собираат луѓе млади и повозрастни. Во тоа време како атрактивна занимација беше фолклорот. Тој расадник кој што исфрли многу играорци, после тоа премина во Владо Тасевски како грот од нив како членови на Владо Тасевски. Во тој период во Владо Тасевски имаше, да кажеме, маркантни 3 групи, значи играорците, оркестрот и пејачите. Во играорците, значи, бевме тие мала и постара генерација и тој состав во Дижон 59 година го освои златниот Гердан, каде што по моја проценка беа присутни представници на негде околу 49 земји од Европа и пошироко. Значи, ние практично со таа златна награда, златниот Гердан или француски Колие д'Ор, значи Герданово злато, станавме прваци на таа една голема плејада на учесници. Во тоа време, значи, као да ги издвоиме од помладата група, која што практично со тоа оро Шопска петорка, која што беше легендарно оро во тоа време, значи бевме Јордан Томовски Францот, понатаму Илија Трпчевски, Стојче Дочиновски, Никола Черпалковски и колегата Никола Нешовски. Ние кога во Дижон игравме, значи беше тоа една да кажеме една еуфорија на градот. Цели 7 дена градот живееше со фолклорот, со тој фестивал. А ние сите облечени во народни носи тие денови ни секаде низ дефилеите, на концертите, секаде со народот се дружевме во една голема радосна атмосфера. Тоа беше навистина празник на виното. После тоа во Дижон имаше и други манифестации, да речеме некои концерти и други работи, кај што беа исто така во склоп на тој фестивал. Но
Тој фестивал и таа награда беа практично во тоа време во Југославија едни од најпрестижните награди кои што можат да се добијат од фолклорот. Со што најчесто настапувавте? Кои беа кореографиите кои што најредовно ги изведувавте? Па денеска гледам од овие културно-уметнички друштва и танес дека од оние маркантни ора, представителни ора на нашата поднебие, само тешкото е во жижата на интересот. Се играат и други ора, нормално оние сите повардери, сите тие сплетови, но и тоа мене и фали ги нема оние 5 маркантни ора тешкото како русали, чифте чамче, беранче, оригиналната копачка. Тие се тие ора кои ги имаат тие обележија на ова поднебие, на народот на тоа време. Но веројатно тие ги чуваат за понатаму или ги чуваат во историјата, али велам дека добро е да и тие се промовираат покрај тешкото. По повод 80 годишниот юбилеј на жукот Владо Тасевски се подготвувате за промоција на каталогот во кој што се овековечени сите овие најзначајни успеси, настапи и патешествија на генерациите низ овие 8 децени, а секако ќе биде одбележан юбилеот и со концерт кој што ќе се одржи тука. Па добро е да после толку години да се направи една таква манифестација, затоа што јас памтам во моето време Владо Тасевски секој 5 години одржуваше така еден јубилеј настан, каде што ние веќе со поодмакли години ќе настапевме со помладите веќе состави, со таа шопска петорка, со тој златен гердан, и тоа беше едно подсетување, еден континуитет на сите тие истории на Владо Тасевски. Веројатно дека и овој јубилеј нема да биде последен, него ќе се одржава и понатаму, затоа што животот тече, млади генерации доаѓаат, фолклорот се негува и тоа е многу добро да и понатаму живее оваа уметност. Уште еднаш честитки за овој значаен јубилеј, особено за вас, златната генерација, но и за сите сегашни генерации кои што ја продолжуваат оваа долгогодишна, убава и успешна традиција на жукот Владо Тасевски. Ви благодарам, тоа е и за нас чест и задоволство, во овие поодмакли години да дочекаме да го видиме тој јубилеј, да се подсетиме на нашето време, а и да им честитаме и на новите генерации наследници на нашата